Да, конкретно, да няма много проблема още да бъде. Сега да видим на коя точка сме, на 6. Да. Допълнуване на програма за изработка на урбанистички планове на подрачието на община Белчево за 2022 година. Го повикувам възлагачът Горан Петровски, съветник за урбанизъм и енергетска ефикасност. Да ни образложи. Почитувани председателя, почитувани съветници, до община Белчево е направена инициатива от приватен инвеститор за почетна фаза за изработка на урбанистички проект во нов на урбанистички план со намена и површински соларни фотоволтаични централи на катастарска општина град. Инициативата е приватна, целото финансиране е от приватен инвеститор. На този начин потребата да биде кај вас ставена затоа што со законската регулатива треба годишната програма за урбанистички планови да биде дополнета со ова барање инициатива. Толку. Благодаря на вниманието. Отварям разправа по оваа точка. Дали некој од советниците ба разговор? Не, никој не ба разговор. Затварям разправата по оваа точка. Истата ја става на гласање. Гласање за допълнување на програмата за изработка на урбанистички планови на подрачието на општина Белчево за 2022 година. Кој е за? Против? Нема. Воздържани? Констатирам дека точката е усвоена со 12 гласа за и 2 воздържани. Точка број 7. Предлог одлука за заверка на предлог детален урбанистички план донесен со одлука број 09 170 кроз 29.1.2022 година. Повеќе Горан да разгледаме. Може би на прошлата седмица не беше добро формулирана одлуката, веројатно и недоразбирање дојде до одлуката што требаше да биде усвоена, сега да формулата поясно. Се работи за одлука за заверка на предлог детален урбанистички план за конкретно детален урбанистички план за урбана единица 2, дел од блок 2.1 Кожара во град Белчево. Планот е донесен, е почнат со изработка во 2014-2015 година, точно да не фаќате за збор. Значи пред 3 совета, инициативата прифатена, работена или 2 пати или 3 пати е на совет. Предходниот совет има донесена одлука за донесување на планот врз основа на согласно дадено од Министерството за транспорт и врски. До моментот, како дел од постапката за донесување на тој план и валидноста на донесениот урбанистички план е и потребата плановите, 7 примерата, согласно законската регулатива, да бидат заверени од председателот на совет. Заради некомплетни технички изработени примероци 7, не можеше да биде подпишено од предходниот председател на совет, затоа што фалеа печати, фалеа прилози кои не беа донесени. Сега веќе се комплетирани и потребно е председател на совет да биде подпишен од страна на председател на совет. Значи, одлуката е веќе донесена. Донесена е согласно од транспорт и врски, донесена е од предходен совет, усвоен донесувањето, но потребата за да биде валиден и да можеме да даваме документи за постапки и понатаму, потребно да биде подпишено од председател на совет. Благодаря за предложението. Дай некој на разговор. Видејќи одлуката е донесена, значи во определени собствени условия на Белчево. Ние како нови советници сега не знам дали имате документи кај вас, воопшто дали сте разгледали што и како е. И аз поднесов барање до сектор урбанизам да ми се достават документите на 23.9 за разгледување, поради тоа што имате ставено на точка на дневен ред предлог одлука, заверка на предлог одлука на детален урбанистички план. Апсолутно не сум задоволен по тоа што не ги добри документите од ваша страна. Јас ќе гласам против, затоа што не знам што гласам, што треба да изгласаме ние тука советниците од предходно што ги изгласаме они. Едноставно, тука може да помине се и свашта. Така да јас сум изпишал против ова и затоа барав точно да се тргнам дневен ред. Благодарам. Дай некој друг ба разговор. Јас ќе земам збор за да пробам да ја дообјаснам. Значи имаме измена на детален урбанистички план. Имаме прво детален урбанистички план кој бил на вака. И он е со одредена намена. Меѓу другото листа. Листа намена тешка индустрија. Кожара е кожара, знаеме се. Тешка и западношка индустрија.
И ние го веќе имаме, пожарата функционирала во Делчево од долги години. Побарана е измена на план заради дооформување на парцели. Во 2014. Во 2014 некој совет Иницијативата е доставена до Приватно. Има поставка, која е многу сериозна, до партиципативно тело, до медиуми, до секде. И тој совет ја прифатил таа. И поставката трае 7 години, околу 14, 8 години. И во 2000, точно не се сеќавам на датите, во 21 година, на 29.1.21 година Советот донесе одлука за усвојување. Претходно има донесена одлука Министерство транспорт и връзка. Крајно, она ги проведува сите технички аспекти, законски аспекти на документацијата и дава согласност. Согласност по закон, за 15 дена мора да биде ставена на Совет и усвоена. Советот е донел, значи 15 дена предходно донесената одлука. Примеровците кои ни беа доставени, технички грешки. Нема печат, неразбирлив печат, нема подпис. Таква документација не смееше да му биде доставена на председателот на Совета и он ја види, не сакаше да подпише. Додека не биде коригиран. Сега беше коригирано за месец дена, месец и пол. И тоа е. Имахме предходен случај со граничен премиј исто така, со документација од граничен премиј. Е подпише председател Манис. Донесена во предходен Во предходен срок. Значи ние не заверуваме ништо. Урбанистичкиот план веќе ги има поминени измената. Таму план има се поминато, од министерства до се. Бараме право да го завери само да се доведе. Во претходна точка дадовме, дополнихме ја програмата и го возможихме на еден приватен собственик да почне изградба на фотоволтаици. Даваме му можност да почне. И он таа поставка може ќе води 4 години, ќе се смениме, ние ќе дадат друг. Мора да му ја подпише некој, он ги е поминал сите, легално е кренал да прави и да го изменува деталниот план. Како што е во случајот со пожара. Почнено е претходен мандат, треба да подпише председател кој што не е бил присутен. Значи, правилно веќе не може да претходниот председател не може да подпишува. Одлуката сега е само вие да ме овластите да го подпишам. Значи техничка работа. Не донесуваме ние измената, веќе донесена, завршена и сите и од Министерство и од предходен совет. Вие са правото да го подпише како председател. Нема право нито градоначалник, нито било кој, освен председател на совет, да го подпише тој хартија. Денешната документација за урбанистички проекти се води дигитално, електронски. Ова е пред 3 закони во основа на 3 закони претходно оставка и само хартиено се води. Тие примерци мора да бидат заверени на неколку места од председател на совет. Инаку не важи. Примеровците не важат. Одлуката важи, примеровците не важат. И ние не можеме да издаваме документи. Тука е проблем. Не важи. Джабе ги имаме 7 примеровци кои не можеме да не смееме. Не можеме да смееме да издадеме документи. Добре. Добро, дали некој друг бара збор? Не. Бидејќи никој друг не бара збор, ја затварам расправата по оваа точка и листата ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на предлог одлука за заверка на предлог детален урбанистички план донесен со одлука број 0970/1 од 29.1.2022 година. Ве повикувам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека точката е усвоена 108 гласа за, 1 против и 6 воздржани. Благодарам. Имена 5. Точка број 8. Дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на територијата на град Делчево за 2022 година. Повикувам Адријана Соколовска, помощ соработник за уредување на град Делчево со една програма. Предлог за дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на територијата на град Делчево за 2022 година, донесена со одлука број 09/5/1 од 15.3.2022 година. Со овој предлог за донесување на програма за поставување на урбана опрема на територијата на град Делчево за 2022 година се дополнува член 16 во точка 1 самостоечки рекламни паноа и информативни табли, опфатени во графички прилог 1, 1А и 2. Графичките прилози 1 и 2 се надополнуваат со нови локации, опфатени прикажани на скицата, графички прилог на улица Булевар Македонија, улица Методи Митерски Брицо и улица Маршал Тито во Делчево и ќе бидат означени како графички прилог 1.1 и 2.1. Рекламните паноа
може да бидат прицврстени на објекти, метални столбови со светилки, постојашки или новопоставени и други објекти на кои може да бидат поставени рекламни панои и информативни табли. Рекламните панои и информативни табли да бидат монтажно-демонтажни, да не бидат прицврстени директно на столбовите со шафење или варење, да бидат поставени на минимум 4,5 метри над нивото на коловозот или тротоарот и да бидат со димензија максимум 90 см на 90. На еден столб може да има најмногу 4 панои табли. Благодарим на Гачо. Отварам расправа. Ова точка дали некој советник се разговор? Не, бидејќи никој не го разбори, затварам расправа на ова точка и да ја ставам на глас. Гласаме за усвојување на допълнување на програмата за поставување урбаното на територијата на град Делчево за 2022 година. Кој е за? Против? Нема, одржани. Констатираме дека точката е усвоена со 14 гласа за, 1 против. Благодарам. Точка 9. Предлог одлука за идентификација на кандидати на членови на Локалната самостојна установа. Почитувам председател, почитувани советници, Младенскиот совет при општина Делчево како советодавно представничко тело за младенски прашања и политики согласно законските одредби број 5 членови кои имаат мандат од 2 години со право на уште еден избор. Мандатот на членовите на постоечкиот локален младенски совет при општина Делчево се верифицираше со одлука на претходниот совет на општината број 09 1210/7 од 8.7.2021 година. Бидејќи во изминатиот период 20 членови поради лични причини не беа во можност за целосно вложување во работата на советот, истите си поднесла оставка од функцијата член на локален младински совет. Согласно тоа, локалното собрање на млади на 19.8.2022 година распиша јавен повик за избор на 20 членови на локален младински совет со број 08.704 /1 на кој може да се пријават младински организации, политички подмладенци, ученички и студентски организации и други облици на младинско здружување кои имаат активности на територијата на општина Делчево под услов номинираните членови и служители на општина Делчево да се на возраст од 15 до 29 години. По завршувањето на јавниот повик на седница на собрање на млади беа разгледани поднесените пријави и за членове едногласно беа избрани Јована Стојановска, номинирана од фолклорната група при Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров Делчево и Моника Стојанова, номинирана од локален клуб СДММ Делчево. Мандатот на нови избраните членови е до истекот на мандатот на локалниот младински совет, односно до јули 2023 година. Тоа е филм да кажам. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој сте разговор? Јас сакам само да се пренесе порука до говорите на младинскиот совет, да видите колку по-добро и транспарентни однос на својата работа, затоа што следен пат, барем јас, нема да положам никаква промена кај нив, никаква буџет изгласан од општината, затоа што ти имате единствена привилегирана положба со претходно одреден буџет, кој што ја привилегија што нема другите невладини организации во општината, добиваат средства, без разлика колкава или средства на тие средства, добиваат средства на одговорност, нема ни ова го зборувам причини што кога се беше верификуван мандатот на советот, имаше забелешки во однос на нивната работа и програмата која што има. Програмата беше катастрофална, морам да кажам. Меѓутоа ја прифатите се со цел да може тој совет да почне да функционира, оти беше еден од советите кој што во Република Македонија од по-малобројните општини кои што прифатија да се формира совет. И јас сум за граѓански ангажман, за граѓански за младински совет. Меѓутоа целта беше да тие работат малку поефикасно, а за тоа да биде имаше потреба да нивната програма да биде подобро сработена. Се понудивме сите да ја подобриме програмата, од тогаш ниту барање, ниту информација, ниту одговорност, ниту извештај. Како работат ние не знаеме, меѓутоа како луѓе кои што совет кој што им дава одобрение и одобрува буџет, сметат дека треба и нивната одговорност да биде исто како што ние им даваме можност да ни информираат за нивната работа и кога даваме предлог со насоки за подобрување на таа програма, да одговорат на тоа барање, на тоа прашање. А не да дојдеме до ситуација само да им одобриме средства, да им изгласаме членови, а сите наши
барање и прашање да не бидат одговорени од една страна. Ова е порека што треба да ви одговорен службеник да ги пренесете, затоа што во следниот пат јас како советник нема да ја подржам ни една иницијатива на тој совет. Ние се одговорили што првиот совет одговорили се да подат програмата, да ја подобрат, да ја дадат, дали е иста ревидираме. Од тоа до денес нема ништо од нив. А го изнасаме и буџет. И реков, да се повтарат, единствена привилегирана положба имаат како граѓанска организација да добиваат пари буквално за ништо. Благодариме, дали некој друг разговор? Само да се нагло за едно определение за кој го рекли, апсолутно се согласуваме со неговото излагање, што човек неколку пати реагира на неодговорност на некој начин на неработењето на младинскиот совет. Јас лично мислам не е одговор на тоа, предам дека разговарав лично со Унија на млади сили на поморот на Делчево. Неколку пати ми ги кажуват дали некој ќе има добиено покана, воопшто да учествуваат во некоја. Да, лани кога се формираше и кога се формираше собранието на млади, кога се формираше Советот на млади, слушно со Христо Стојковски, кога што беше председател на Унија на млади. Само да остави советникот да заврши, па ќе земете збор. Да се слушуваме до сега. Значи, најодговорната предам дека, значи, додоих материјалите за таа точка, баш ги прашав председателството на Унија на млади сили на поморот да помене и оттаму ми одговор дека до денеска нема добиено покана за учество во било каква акција, а камо ли во избор на членови на локален младски совет. Јас сакам да прашам кои се критериумите во изборот на член на младски совет на општина Делчево. Може сега да одговорите. Значи, кога се формираше собрање на млади и кога се формираше Советот на млади, бидејќи се распишуваше јавен повик и за собрање на млади и за Совет на млади, тогаш председател на Унијата на млади сили беше Христо Стојковски, беше пројавен советник и телефонски, јас се слушнав со него, го известив, рече дека ќе размислат, ќе поднесат документи, ама Битно се информираме. да, информираме. Лани бите. Лани се формираше, да. Водите мандата до 2000 јули. Само решено ги за решено си. Не само че оставка се има воля. Повика И се пријавили за опрос. Решено ги. Па тази 20 си поднесла оставки, разпишав на јавен повик, одбивен беше на социјалните мрежи, на веб страната на општината, на областната табла, никој немаше телефонски се известувано, после се пријави и се пријави, тоа е. Инаку за што ми кажа критериумите, значи постапката е прво се најпрво се формираше иницијативен одбор за формирање на собрање на млади. Овој иницијативен одбор распиша јавен повик за собрање на млади, на кој може да се пријават организации што имаат активности на територијата на општина Делчево и да номинираат членови различните организации за делегати на собрање. Сите организации што се пријавија, што имаше комплетна документација, нивните номинирани делегати станат делегати на собрање. После тоа собрањето на млади, собрањето распишува јавен повик за Совет на млади. Исто условите се исти, да млади организации номинираат членови, членовите да се од 15 до 29 години и поднесуваат портфолио за работа на организација, мотивацијско писмо за учество во локален младински совет, годишен извештај за работа на организацијата, писмо со номинација и кратка програма се поднесува номинираниот член. И на седница на собрањето се разгледува документацијата, номинираните членови се образлагаат програмата што ја имаат напишано. После тај има на посебни избори, гласаат собрањето кој е друг на совет. Благодариме на одговорот. Дали некој друг разговор? Не, бидејќи некој друг има разговор. Ја затварам расправата по оваа точка и престојаме гласање. Гласаме за предлог одлука за ратификација на мандати на членови на локален младински совет на општина Делчево. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека точката е усвоена со 8 гласа за,
5 въздържани, 5 против и 1 въздържан. Благодаря на пренесения хората на Младежки. Пренесен беше предходен път председателката не си това си възлагаше програмата и също за работа. Добре, сега тя пренесе хората от съветник. Излишли за програмата ги трябва да подеса. Сега по накрая на годината излишли е сработено. Никой се активности Точка брой 10. Предоговорка за даване съгласно плановете за изпълнение на тарифа за следуване с съвременни и ниво изпълнение на явно комунално предприятие за Галмаса Делчев. Проверете директора Стойчев, Студения Младежки. Ще се обидам и двете точки, значи точка брой 10 и точка брой 11 да ги образложим, мисля, и да предложим двойно възложение, а съветът може да... Добре, ние morаме да отворим разправа и за двете точки. Да, я се продължим да го дадем двете точки. Съгласно решението на регулаторната комисия за енергетика от 26.7.2021 година, Управителният отбор на ЯКП Бегалница Делчево месец 9.2021 година донесе предлог одлука за утвърдуване на цените на водните услуги за снабдуване с вода за пиене и отведуване на отпадни води за регулиран период 2022-2024 година, коя одлука Съветът на община Делчево я усвои на 15.11.2025 година и беше донесена цените, които моментално се во важност за водоснабдуване и отведуване на отпадни урбани води за регулиране периода 2022-2024 година. Мисля да напомням дека со ова одлука беа прифатени минималните цени утвърдени от страна во решението на регулаторната комисија со цел да граѓаните да не дојде до поскапување на водата за пиење. И исто во тој период остана непроменета со мало намалување, додека водата за цената на услугата за одведување на урбани отпадни води беше намалена за 3 дена. Но во тој период, со почетокот на 2022 година, ситуацијата во работењето на јавното комунално предпријатие драстично се променило и според финансискиот извештај за работењето на јавното комунално предпријатие, регламент за вториот квартал од текуната 2022 година, просечните месечни разходи по сите основи од периодот пред покачување на електричната енергија изнесуваат 4.130.520 денара, при што секој месец се генерираат загуби во работењето. Бидејќи вкупно фактураните приходи се помали од расходната страна, односно просечно фактурирано приходи се во износ од 4.031.650 денара, односно околу 100.000 денара помалку секој месец на фактурирано. Ако се има предвид дека наплатата на фактурираниот износ се движи околу 93%, вкупно приберени средства почнеше да рисуваат околу 3.750.000. И месечните загуби се движат околу 3.380.000 дена. Со почетокот значи на новата година, посебно сега кога помина тендерот за снабдување со електрична енергија кој беше со важност до крајот на месец јули 2022 година, со новите цени на електричната енергија кој по новиот тендер, како што знаете, ние сме сега на слободниот пазар и цените се формираат според цените на слободниот пазар плюс провизијата што ја зема 14% добавувачот на електричната енергија. Цените кои се преминуваат за набавка на електрична енергија од месец август 2022 година за сметката изнесува за 8 месец, сметката за електрична енергија изнесува 1.432.750 денари за потрошени 35.962 киловат-часа, кој во споредба со сметката за месец јули 2022 година, кој изнесуваше 255.115 денари за потрошени 37.784 киловат-часа, значи околу 2000 нешто киловат-часа и повеќе потрошено, е повисока за 1.177.638 денари, за кој износ ќе се зголеми негативно финансиски резултат на јавното комунално предпријатие. За следните предходни месеци, значи согласно на добавената енергија по стариот тендер, имаме изплатено 1.078.048 денари. А сега само за еден месец, односно месец август, имаме сметка од 1.432.750 денари само за електрична енергија без превоз. Од перспективниот лист
за услугите кои ги извършва едно комунално предприятие. Може да се види дека во месец август по основ на фактурирани сметки за вода, за пиење и одведување на урбани отпадни води е фактуриран вкупен износ од 2.067.782 денара, од кои како што се напомна се наплатуваат околу 93% или околу 1.920.000 денара. Додека само трошоците за набавка на електрична енергија и цената за дистрибуција колебано од 129.799 денари изнесуваат вкупно 1.562.552 денари. Што значи дека со наплатените средства се покриваат само трошоците за електрична енергија и агенциите за третирање на водата, додека за одржување на системите. Гориво, резервни негови логистично, слова и средства не може да биде покриени. Јавното комунално предприятие ги исцрпи сите можности за намалување на разходите и единствено решение што е започнато на управување служба на јавното комунално предприятие во кварталниот извештај, наведе во кварталниот извештај за вториот квартал, е да се изврши корекција на цените на услугите кои ги дава јавното комунално предприятие со оглед на новото зголемени трошоци пред се за горива, електрична енергија, плати за вработени за покачување на минималната плата, како и скоро 100% зголемување на материјалите за одржување на системите за водоснабдување и материјалите за третирање на вода за пиење. За да не даде до енормно зголемување на цените на услугите, наш предлог е, кој е даден на предлог и во одлуката на цените на услугите за снабдување со вода за пиење и услугите за ведување на отпадни води, да се зголемат во рамките на обсегот на решението на регулаторната комисија за енергетика. Истото го значи овој предлог и јавното комунално предприятие на управниот одбор кој е доставен на вас за регулиран период 2024 година, кој беа утврдени од страна на Советот на општина Делчево во 2021 година пред да настанат овие драстични покачувања на цените. Значи, да се иде на максималната цена која е одредена од страна на регулаторната комисија во решението кое веќе го имаме одобрено, за да не поднесуваме ново барање за подобрување на нови тарифи. Односно, зголемување на цената на водата за пиење ќе биде од 30,19 на 37,13 за физички лица и од 50,42 денара на 62 денара за правни лица. Изголемување на цената за собирање и одведување на урбани отпадни води од 9,11 на 13,9 денари за физички лица и од 15,76 на 22,64 за правни лица. Со оваа покачување ќе се обезбедат дополнителни приходи од 586.808 денара во случај на 100% наплата и да се намалува месечните загуби во работењето според процентот, значи од 93% колку ще имаме наплата, некаде за околу 545.000 денара. Со цел да не дојде значи во ситуација на презадолженост и да не можеме да се ги сервисираме нашите образи кон добавачите за реагенции, електрична енергија и така натаму. И за да не бидат спраќани, значи да не може да даваме квалитетни услуги и гарантања. Во оваа одлука не беа прифатени во колку, значи оваа одлука не биде прифатена од страна на Советот, што е предложено од ние како јавно комунално предпријатие, мора да ги штитиме и интересите на граѓаните, но и интересите на јавното комунално предпријатие во телото на квантитетот и квалитетот на услуги што ги даваме, но и интересите на вработени и водост на редовната исплата на платите и висината на истите, зашто во моментот поради немање на средства не само може да извршиме усогласување на платите на сите вработени и ќе поднесеме ново барање до регулаторна комисија за енергетика за да мислување на ново решение за овие услуги, а кои цени би били сигурно и за 100% повисоко од моменталните. Пак ќе повторам дека со оваа покачување ние ќе работиме со загуба. Но се надеваме дека некако на нормализирање на цените на електричната енергија, материјалите за одржување на инсталациите и третирањето на водата, горивата и другите материјали кои користиме, во колку тоа не се случи, секој ќе одиме со ново барање за нови тарифи од регулаторната комисија за енергетика. Да не се влоши значи оваа ситуација уште повеќе да дојде реалното предпријатие во презадолженост и предлагам на Советот да усвои предлог од одлуката на управниот одбор за утврдување на тарифите за вода за пиење и одведување на урбани отпадни води. Благодарам на заседанието. Отварам расправа по точката број 10. Дали некој за разбор? Ови степане? Прашам само за колку денари ќе поскапи вкупно цената на услугите. На водата. Водата? Да. На водата ќе поскапи 6. Не, јасно. Значи,
Значи, кај физичките лица водата за пиење ќе се зголеми за 6,94 денари, кај правните лица за 11,58. Кај одведување на урбани отпадни води, цената на услугата кај физичките лица ќе се зголеми за 3,98 денари, додека кај правните лица за 6,80 денари. Благодарам прашав, затоа што сакам само да јамте на Делчево да слушам лично директор за колку се зголеми, а советничката група на СДСМ тя одобри таа одлука. Затоа прашав. Мислам дека таму збор за пиењето на вода и од сега се збор да пијат вода. И јатама не ги поддржуват одлуки. Мислам дека во интерес на сите граѓани да имаме питка вода. Во интерес? Дека треба да го Не се можеме. збирам во цената? Да. А кој бара свој звук? Има може. Само на кратко, нели сега првите е да едно мало така подобање мое лично е дека крајно време нели директор на да губи превише енергија на тоа дека се качува гориво, енергенција и струја. Мислам дека е крајно време енергијата да почне да ја насочува на тоа да јас само сакам да кажам дека ние сме една од малките општини кои што не плаќаме сурова вода. Значи имаме брана Лошана која што ја носиме до Делчево и ја продаваме. Тоест, значи чистиме и ја продаваме. Значи тоа е многу голем бенефит, што да кажат другите општини, например како Берово, како Меганово, Каменска, Печко, кои што немаат тој бенефит. Моје мислење е дека директор конечно треба да почне да се занимава со тоа да какви губитоци на вода имаме ние во самата општина. Тоест ние сме една малката општина кој што не е регулирано дотокот на вода и колку се троши, колку значи ни се разлива вода. Немаме регулирано самата постапка на почиствување на вода. Значи имам сознание мој лични дека и од општеството дека до ден денешка се врши рачно почиствување на водата, тоест неконтролирано, а самите материјали се доста скапи. Немаме нели немаме континуирано вршење на висок процент на нафтата. Сите тие немаме услуги кои што ги извршуваме, кои што беше например во минатото, нели, кога беше делначарот на честни бега безпорядка. Имаше голем дел од работите што се вршат во општината, градежни одржавање ги вршеше директно јавно комунално предпријатие, за кој што му се плаќаше на јавно комунално предпријатие. Ние сме сведоци кои нема дека фирми од стана, кои што не го зборува на нашиот език, не само останали не сами македонија, не знам дека се вршат постојано, после воспитавањето се изврши градежни дејности на секако вид на градежни активности кои се поврзани дека со општина. Мој став е дека задолжително треба да се разгледа таа можност, тоест да малку повеќе јавно комунално предпријатие да извршуваат некои дејности кои се во нејзина можност и за нистото да наплаќаат директно на општина Делчево. Нормално, кога потребна финансиска постапка да го врши истото. Тоа е во однос на моето виждање. Во однос на темата за јавно комунално предпријатие или поточно за финансово вработење истото, ние како советници дискутираме на секои 3 месеци. Тоа е за негативното финансово вработење на директор како главен менаџер на истото. Повеќе очигледно е дека загуби во вработењето некривени доли секој пат го плаќаат жителите на општина Делчево. 5 години директор се фали со милионски инвестициски бум кој место да донесе поголема профитабилност за вработењето, а носи загуби кои се показател за недомакинско вработење и лошите менаџерски одлуки со кои од квартал во квартал го внесуваат јавно комунално предпријатие во куп од проблеми. Нашиот став како советничка група на ВМРО ДПМН и Политичка долна за Македонија е јасен, а тоа е дека во вакви тешки денови и услови на инфлаторна и енергетска криза е некоректно дополнително се удари по џебот на граѓаните на Делчево со предвидените дополнителни изгорбувања од ваша страна на сметките за вода и комунални услуги. Ние поради таа причина ние денеска подборавме од дневниот ред тие две точки да бидат одземени, од причина што мислиме дека е апсолутно во овој момент да се разговара за тие две точки. Нашиот став е дека треба да се седне прави да се види некои други можности на кои што може да се дојде до дополнително влијање на приходи во само земјата на предпријатие.
Како координатор секшен група на ВМРО ДПМН и полицијата во Нова Македонија би ги замолил сите советници, значи од СДСМ и председател од НСО. Уште еднаш да радим дали ќе дадат согласност за овие дел за изготвување на цената на водата и комуналните услуги. Само за појаснување дека почни од врховните поскапувања, кои што беа за одржување на паркови за миро и воведување и одржување на градски гробишта. Нешто кое што вие го дадовте како предлог и го условите како предлог. А го платиат граѓаните на општина Делчево. Веќе неколку месеци да донесува никакво подобрување како на ваквите услови, така и на физичко резултат од работењето на јавното комунално предпријатие. Од тие причини е илузорно дури и да присуствуваме на гласање на ваква штетна мерка за граѓаните на општина Делчево. Нашиот став, како што кажав, е дека ние сме против ваква одлука, ние не сакаме да разговараме за таква одлука која што треба да фаќа граѓаните на општина Делчево, а вие останете и преценете сами каква одлука ќе донесете за доброто на граѓаните на општина Делчево. Јас сметам дека таа одлука нема никаде по... Седете да се слушаме за гласа, да кажем и ние нашите, че сакате да ги слушнете нашите видувања. Или? Ако е слободно да цяло, мисля дека треба, ако дојдат на гласање, ако ви става на гласата, слободно излезнете. Макар и што тешките одлуки не може да ги припанете на собствените. Има и тешки одлуки некои в наредните 4 години. Не мора да се бега од тешките одлуки. Останете да ги споделиме заедно, да ги кръстиме аргументите. Тук директорът ще каже... Само се контролира. Нека председател има збор и друго ни трябва. Ако ви е став да не гласате, не мора да гласате. Останете присутни и не гласайте. Не мора да излезнете от салата, за да видят граѓаните дека вие не учествувате во некакво. Прошли пат истото беше, сега е така. Попълна е точно Слушайте ги, да завършваме. Слушайте ги и другите съветници, може да някой ти каже някой предлог друг, трябва да го поддържите, може да ще произлезне от дебатата нещо. Ако сега напущите, няма да знаете, що мислят другите съветници. Знаем предлог. Не може да предусирате. Да говорите само процедурално за ново, процедурално, когато се потрави, ще дава, мисли дека е прекрачена процедура. За да дойдем до самата поставка да се разгледа тази точка, че тази точка е веќе минена на комисија и сите политички ставови и аргументи веќе се изнесени на самата комисија. Када мисля дека веќе самата точка е минала комисијски и веќе нема потреба повеќе. Добре, не сам бил присутен на комисията, а имам някои прашања кои сакам на вас да ги поставам како советничка група на народа. И ќе нема можност да ви бидат одговорени. Ја кон вас точно, вие убаво кажахте вашиот став, возрастната. Ама ја сакам да знам кој е ставо на советниците од другите градови во кој водството го има ВМРО да помага. Какво се они справува за това? Таму ги бранат точките или кажат треба да се покача, од ќе крахира од јавните предпријатија. Да прочитаме пратеничко прашање кон премиер од пратеник на ВМРО. Да се помогне на предпријатијата од тонат колабираат. Во колапс не можат да издржат, да им се помогне. Сега во тие градови се одржува да се дигне цената на водата, таму од друга страна по опозицијата съда сама опозиција и кажува дека не треба да се подигне. Театър пред граѓаните. Дај да бидем искрени. Едни кон други да се бидем искрени. Театър во друг град во кој водството го има, градоначалник од ВМРО да помене, дебатата што ја следите беше обратно. ВМРО убедува дека треба да се дигнат цените, дека е битно да имаме квалитетна вода за пиење, дека сите ја пијат под еднакво исто, а съда само кажуваше дека не треба да се. Тука е обратна ситуацијата. Затоа граѓаните са доволно паметни и ќе сванат дека сејот е театар. Зависно која партија им е на власт. Значи, ако треба предпријатијата, сите предпријатија, без разлика дали ги води директор поставен од Социјалдемократски сојуз, од Левица или од ВМРО да поне, се соочува со истиот проблем. Покачување енормно на сметките за струја. Не може да го реши сам. Јасно е дека не може да го реши. Имаме 140.000, кажава образлагањето, сега има 1.400.000, 10-кратно зголемено. Кој да е од нас? Сите ставете се на место на директор. И јас се согласувам дека работењето на јавното може да биде подобро. Дека работниците не работат како се треба. Дека учењето на работниците има речи. Услугата, дека раководните структури подобро треба да ги контролираат. И тука сам согласен и апсолутно поддржувам. И во очи му кажувам на директор. Со истите работени може да се постигне многу повеќе. Поголема ефикасност. Ама од друга страна, кога ќе се соочите со таква енормна, това е како дома, плаќате 2000 струја, сега не даш ви стига 20, а платата што ја земате 18. Нема теоретски шанс, дури со покачувањето не можеме да го решиме проблемот. Јасно?
500.000 ќе са повеќе, водоснабдувањето мисля дека околу 500.000 са повеќе. 500.000 ќе имаме повеќе по 100% наплати од покачување. И тие не са доволни за да го решиме проблемот со струја. И тие не са доволни. Од друга страна, размислете како советници. Това може не треба пред директора да го каже. Размислете, ако ние не ја прифаниме таа одлука и не покачиме за 7 дена, директорот ќе се обрне до регулаторна и ќе добие покачување од 15. Во еден град веќе го има тоа. Нема да кажем тоа. Во еден град веќе е покачена и регулаторна му е дозволила максимално да оди плюс 15 дена. Ќе ги оштетиме граѓаните тогава. А тогава верувам дека директорот ќе сака да е максималното што ќе му дозволи. И ќе биде, ќе сака да е профитабилен, да му е предпријатието ликвидно. За това сакам да размислиме сите. По некој пат ќе има и тешки одлуки. Ние сме тука во име на граѓаните да донесеме одлуки. Свесен сам дека покачувањето ќе удари по џебот на граѓаните. Дополнително по криза. Ама и по нас, и ние сме граѓани на Белчев. Ама кога би можели да бираме дали покачувањето ќе го одлучиме ние ќе биде помален, за разлика од регулаторната што ќе го му даде можност директор да стави поголемо покачување, ја би избрал да биде помало покачувањето и ние да го контролираме. Толкава. Това е мој предлог до вас, а вие секој нормално си размислите и си гласа по собствено убедение. Дека секој предпријатие во секој град се соочува и с истите проблеми се соочува. Дека сите тражат помош од владата, од централно, но сите тражат. Кога ќе дојде, ќе биде добре дојде. До тогај мора да оставиме да преживее предпријатието. Оти пиеме вода, одржува се таа вода. Не можеме граѓаните да ги оставиме без вода за пиење. Ако крахира предпријатието со 3 сметки, ќе крахира, јасно. Како и дома, 3 сметки не платиш, ќе ти исклучат, нема струја. Ако го оставиме да крахира, нема вода за пиење чиста. Ја не сам советник кој што сака граѓаните да ги остави без вода за пиење. Поверете друга по. Може да. Прво, меѓу советниците прво после. Прво, значи, театър е јасен, значи, и театър и од вашата страна представена, морално ви кажат, зашто преди това тук не е совет на общини на Македонија, е совет на община Делчев. Това како се справува на другите места в общини, нека си го мислат на другите места. Таму дека се гласали во Штип за совет на община Штип и за председател на община совет на Штип, нека си ги решава проблемите, значи во Штип. Јасно нека има си проблем, таму нека си ги решава, за това взима слушали или не взима ако не го слушају. Значи, и нека си ги решава, значи проблемите, хонорарно ли, доброволно ли, наплатено, нека си ги решава проблемите. Ние тук значи да ги решаваме проблеми за тия срещу са, на некој начин значи допринели да сме ние други советници. Това е во однос на првиот дел. Во однос на вториот дел, значи точно дека да вие го кажете, согласно се дека не работи командата, дека не работи светот, дека не си врши работа. Ама треба да се согласите дека некој свет нема да може да се платат сметки за вода на крајна година. Те, например, ќе се повикам на колега Зекри, представник од Ромската заедница. Колку например да речеме, таму имаме на семестра на удар еден куп. Ајде да кажеме јавно да видиме тие свет дали некој ќе може, дали имаме можност социјално радниците да го дадат слободно од покачувањето. Јас не го слушнав, нема го материјали. Ако го имаше го материјали, ќе го разговарахме. Ако може да се ударат по фирмите да се покачи поголем процент, има секакви можности. Ама ако треба да се разговара, треба да се разговара пред да дојде јас гошто на масата. Не да гошто ќе го разговараме ние на масата. Треба да знаеме дека има свет човеки за стварно не сме на работа на екзистенција. Не го тватимо популистички да прават театар. Това е точно така, од јас своја социјална Македонија и знам колку е ситуација. Дека сите се погодени, домакинства се погодени од скување на струјата и се тие на предпријатија. Това е во однос на вториот дел, а во однос на регулаторната комисија. Значи таму поставка да не е толку просто како што ви кажува директорот и вие. Значи таму треба да се направи бизнис план пред себе. Треба да се направи куп документација што треба да се собере. Това е процес што ќе мине. Те нека ме коригира, ама сигурно повеќе од 3-4 месеци. Еден месец. За еден месец ќе поднесем. Ако направите бизнис план. Ние за еден месец ќе поднесем ново барање и веќе ако постапили за ново барање. Сега очекувам да видам кои одлуки ќе донесе Советот на общините. И ако може веќе еднаш да одговори на прашањето многу е сега. И јас веќе немам концентрација кога значење ми поставувате. Значи, кога се ми постави прашање сакам да одговор директно, па после си вие разговарате ми се. Добро, така е. Значи, советникот од редовите на ВМРО до ПМН не можам да го пратам целосно, што тоа што му беше напишено да го прочита, но неколку факти запишав. Вика, и тоа не е јасно како. Рачно прочистување на водата. Значи, не знам што сака да каже со тоа рачно прочистување. Прочистувањето на водата во филтер станица во село Превотивиште се врши со филтрирање,
Во кои филтри, јас како директор и градоначалникот на општина Делчево пред 3 години го сменивме за прв пат парцелни список и активни пrijavени. И водата за пиење, сите резултати кои ги добива од Центар за јавно здравје се со позитивни, мисла, се позитивни. Нема ни еден негативен резултат дека водата не е исправна за пиење. Значи за такви, значи да не се испраќаат такви порачи од овде од Советот дека пијат неквалитетна вода граѓаните. Значи не е културно така, прво не е коректно кон јавното комунално предпријатие. Друго што прибележив, немаше и немаме висок процент на наплата. Во периодот на великата на некои Малешевски, процентот на наплата бил поголем. Не е тачно, значи процентот на наплата се движи секогаш од 92, 93, 94%, но кога се однесува за процентот на наплата кога се, значи, кога зборувате, треба прво да си почнете од свосвените, да си почнете од вас. Вие како политичка партија, до сега не сум го кажал тоа, ама веќе значи че ми великите за збор, ќе го кажам, како политичка партија, во јавното комунално предпријатие имате заклучно со месец 7 2022 година 33 неплатени сметки. Корисник ВМРО ДПМН Скопје, площад ВМРО 1 Делчево, ВМРО 1, тоа се однесува за корисничко место во Делчево. 33 неплатени сметки. Дали вие како председател на политичката партија или од Скопје не ви префрлаат средства, тоа на нас не ме интересира, него ваша обврска е чим повикувате, значи да се зголеми процентот наплата, прво почнете од вас. Има и советници овде, кои не сакам да ги угадам, кои имаат енормни сметки за вода. По социјалните мрежи го највеќе критикуваат тие што не ги платат нередовните плати. Друго што прибележив, вика те се градежни работи во корист на општината да го зголемиме профитот на јавното комунално предпријатие, приходите. Тачно може со градежни работи да се зголеми приходите, но градежните работи не се во делот на водоснабдувањето. Регулаторната комисија ги оценува само трошоците и расходите и приходите на тарифата само за вработените кои се директно вработени во водоснабдување и делот административниот персонал и трошоците за потребите на водоснабдување. Значи со и градежни работи да има цената на вода како посебна услуга треба да биде профитабилна. Друго што прибележи, викате негативно финансиско работење. Тачно е дека во последните 2 квартали во оваа 2022 година имаме негативно финансиско работење. Јас се речев и на првиот квартал, и на вториот квартал, дека и на третиот сега ќе бидеме во негативно финансиско, и во четвртиот. И на крајот на годината ќе бидеме, тоа е јавна тајна, чим ние собираме помалку средства, што имаме расходи, значи ќе бидеме во... Но тоа е прва година, значи. До сега, јас сум 4 години директор јавното комунално предпријатие, никош не било во загуба. Вратете се назад и погледнете ги сите годишни извешти, дали на годишниот извештај јавното комунално предпријатие било во загуба. Не. Едно од најуспешните во регионот. Нити сме блокирани сметка, нити имаме долгови кон некои, исплатени долговите, не сакате вие тоа да го спомнувам и од претходни гарнитури од 9 милиони денари, ама ние работиме. Сега во оваа ситуација, значи тешко беше. Тешко беше и резултат се тие. Јас ошто ще повторам, значи предлагам на Советот да донесе. Во спротивно ние ќе се вратиме до регулаторна комисија, па како се ни донесе така. Сега би да до директор на јавното предпријатие. Право, значи јас немам кажано дека во времето на Малешевски била најголема наплата, а дека во времето кога беше Малешевски градоначалник, имаше најголема експанзија на градени активности кои се вршеа за општината. И тогаш имаше многу голем финансиски позитивен баланс јавното комунално предпријатие. Историски врнено назаде. Това е прво. Значи, прво се измешни концептите. Второ, однос на платените сметки, значи вие убаво това да се звучи. Ама кажете колко е сумата на тие 30 сметки, кажете по договор какво се плаќаат сметките на ВМРО, на штаба на ВМРО ДПМН во Делчево. Значи има паушална сума, до која се стигне до таа паушална сума и тогаш ќе ги плаќа централата на ВМРО ДПМН на јавното комунално предпријатие. Значи това вие го купате, значи јако го купате, ама не ја кажете точната синтетика на таа договор. А јас да ви питам, може да добиеме некаква информација од јавен карактер, колку сметки има неплатено штаба на социјално-демократски сојуз. Вие сте барали ќе јас конкретно за вас зборувам, пошто вие дека да се зборуваме на пат. Поднесете барали ќе биде дадена сета информација, ќе нас нема тази информација. Во однос на поштувањето на водата. Значи, точно е дека ние пиеме чиста вода и точно е дека ние добиваме на чистова вода, што не ја плаќаме на никој.
Тоест имаме како даденост. Некојаш ми некој направил значи браната од Лошана, и ние имаме како даденост. Сад да нафазиме значи колку се ние грижиме на неа. Нека има значи законска значи регулатива што треба да има, колку појаси треба да има околу браната за да не се загадува водата, да е заштитена од животни, да е заштитена од лечење на животни, да е заштитена колку вода ни понира годишно, значи до тоа што браната не се одржува. Мислам, тие работи нема да нафазиме тоа што ќе земе дека е тема политички, а мога се да ги знаат тие работи. Сега што јас веќе ме питате, јас ќе одговорам. Не се грижи за Лошана и се вршењето на прочиствањето на вода се врши рачно. Значи тоа не е лабораторијско. Това сака да кажа. А самите прочиствувачи, значи тие алумсулфатите се многу скапи. Ние имаме това, имаме го значи сите излишни издваѓања, да дека тие едно се покачуваат. Това не беше поента на мен. Да ние размислиме какво можеме да се допринесеме, да ги си намалиме разходите во самото јавно комунално предпријатие. Тоа што загубата не е само разходи, а има изгубување на разходи и изгубување на приходи. Така се сузбива начин загубата на јавно комунално предпријатие. Значи има повеќе фактори и индикации што влијаат. Но тука и други свет што тие работи ги знаат дека. Това е вонос на тоа дел. Вонос на третиот дел. Ваше право, вие сте директор. Ако мислите дека треба да ги дозаколите граѓаните на носен дошто, и ако мислите дека може да успеете да регулаторна комисија да ги решава проблемите, нека ви ги решава регулаторна комисија проблемите. Няма се дека няма да успеете. Процедурално, значи, процедуралната забележка према колегата има, нека користи съответни зборови, не да ги користи зборови за граѓани, да ги закриваме. Тя дебатата да издигнеме стварно ниво, да не биде соответно. Ја? Исто ли забелешка беше? Значи, забелешката беше во таа насока и само така да се проведе. Значи, ниедно покачување на една јавнодавачка цена не е популарна, ама не можеме субјективно да делуваме и да размислуваме. Тука сме на таа насока, што кажа Светник Иван, изберени за да одлучуваме и председател што кажа за тешки одлуки. И значи, обидо на директор на јавно комунално предпријатие како што ни изложи да ја подобри финансиската состојба, што на крајот по представки да рече дека па нема да биде добра, ама ние сме тука да го разгледаме предлог одлуката за снабдување со вода од една страна, а од друга страна, како што кажат, не е една мерка за покачување на некоја цена, дали е јавна услуга или дивно популарна, ама од друга страна, јавното комунално предпријатие не врши само снабдување со вода. Значи, јавното комунално предпријатие има и други дејности што треба да ги врши. И ние сите тука живееме во Делчево, значи има зголемени трошоци за водиво, не е само електрична енергија, значи има зголемени трошоци за плати, што не са по желба на директорот, него како што се законски регулативи во државата. Таму има луѓе што работат во предпријатието, што има плата од таму, што носат дома на фамилиите. Друго, како што кажах, горивото за камионите за собирање на снег. Значи, редовноста на собирање на снег може да биде нарушена поради недобро финансиско работење на комуналното предпријатие. Тогава и сите ние, како граѓани на Делчево, ќе ставаме. Дали во урбаната средина или во руралната средина ќе има уште поголеми негативни импликации. Благодариме, Светниче. Повелима. За реплика. Да. Точно дека ние сме тука да се доносиме тешки одлуки. И това е тешка одлука нормално. Најтешка е за тие што треба да ги плаќаат нашите одлуки. Дали са позитивни или негативни, во момент во ситуација негативни за граѓаните. И е факт дека сме тука за да доносиме тешки одлуки. Значи, според мене, за да се решава за тој момент, ако се веќе решава за таква, за толку сентиментален проблем, ние веќе имахме неколку пати, значи, загубување на една седница на София. Што ние расправавме за загубувањето на реката Ројданица, што мисля дека многу понечок процент од граѓаните ги засега, колку што ги засега моментално покачување. Ние сме можели да цитиме, да викаме специјална седница на Совет, транспарентна седница на Совет, аргументирана, да видиме со директорот, со покани други, значи, на дожествено. Това не знам какво по-транспарентно. Снима се од живо и јавно сите гледа кој што кажува. Не. Поголема транспарентност од това не може да постигне. Ако требаше, ако е во насока на идна седмица само за това,
не сметам дека е толкова иден проблем. А за мен е поморо на риби во реката е по-голем проблем от покачуването на цената за пиене. Кажувам, това е нащитуване на цяла екосистема. Помор на риби. Това е за мен по-голем проблем. И тогава и итността е стварно голема. Тогава трябва да се реагира и ние сега можем да реагираме сега, можем наредни условия. Значи не е до толкова голема итността. Затова е ставена няколко точка на дневен ред на седмица, кога ние пред 10 дена е доставено барање, признава какво. Не сметам дека за тия точки трябва последна седмица да обезбедиме по-транспарентно, односно транспарентност, това не може да бъде. Мисля дека нити е затворена седмицата, отворена, со пренос, все. Мисля дека не е завршена това. Извини, ще ти препинах, какво ви дойде? В однос на това, да не ни включително благословение, значи наша парайска лука, дека се посочи. Значи, застанахме, за да ги слушаме това ставове. Ако мислите дека сте ги изцелпили ваши ставове пълно на тази точка, и ако имате някакви допълнителни чуте да ги слушаме, значи няма проблем. Вие не директор има да кажете. Няма никакъв проблем. Ние дека планираме да Ќе гледаме, ако пред да се оди на гласане, вие ако баш там да напуштате. Когато я завършим дебатата, може да. Аз обично не навлазам много во детали во разправите, но това сакам, помивам да нелогично не е нещо. Предлагаме, односно кажуваме дека во некој период имало градежна експанзија, односно јавно тој понудило градежна услуга на општината. И дека е работило турбо. Сега од друга страна е оставило долг од 9 милиони денари. Нещо не е вред. Ако ја града и давам градежна услуга, оди експанзија градежна, јас ќе стварам приход. Ја давам услуга и таа услуга наплаќам и моето конто ќе иде плюс 9 милиона, а нема да го настреди директор на јавното предпријатие со минус 9 милиона. Там вече нека е со 9 милиона загуба. Тука нешто не штима. Може. Значи, ние правим ред за различни периоди на временски периоди. За долу за ключови и за други може да става много по-късно или по-рано. Няма да пазим това. Значи, кога е градежната експанзия, само една да говорим, кога е градежната експанзия на явното много приятели по общината, знаете ли по каква цена се продава? От 19 дена. Има значи исто да очумише на директор допълнително за барање за това колко му не платим сметки щаб на Социално-градски съюз. Можете вие да побавяте кой ден следник, сега не може и вие. Да връщате кога е от 19 дена. А сега моментално значи е от изпоредите, от този контекст, само да се да се послушате. Не ми е потребна тази информация, знаете защо. Ще ви кажа, в дадения контекст това имало други цени на агенциите, друга цена на струя, друга цена на гориво и абсолютно не е важно когато. В този период пред 10 или 15 години, каква е била цената на водата. Ние мораме в сегашния момент да оценим. Знаеме дека довани предприятието со тия по-маленки цени на водата е остварувало и профит и мало е позитивно. Сега нещо се случило, они исто работат, случува се да влязат у негатива. Значи, влезните производа ще го дава, производната цена на този производ му се сголема, а нема можност да го наплати. Производи го производа за 55 дена, трябва да го наплати 30 и нема кой да му го субвенционира. Во однос на струјата за домакинствата, знаете си, дека ако остават, владата ако остави да не ја субвенционира во 80% на домакинствата, ќе имаме сметки, како што имаат тие што предпријатията кои са на пазар оставени сами. Ќе имаме сметки од по 20.000. И сега владата вика ќе субвенционира на 80%, и затова ние не ги чувствуваме одма директно од покачување. Ако не остават, ќе имаме ние. Како што е од 140 на милиони 400, ние ќе од 2000 на 20.000. И нема да можеме. С истиот проблем ќе се соочиме и ние. Значи факт е дека покачувањето на цените на струјата и на горивото са допринели за негативниот биланс на САД. Директорот предлага до нас начин како да се реши тази состојба. Наше е да ќе го прифанеме или не. Имаме опции да прифанеме или да не прифанеме. Повторно, пред да напуштите седмицата, ќе ви кажа за предходното гласање. Ако бехте присутни си и ако гласахте против одлуката, ќе бехме мнозинство и нямаше да се нарестава. Но вие се постигнете. Не знаеме кој какво ќе гласа. На предходни условия тя го шарко сдржа на покачување. Ама вас ве немаше да дадете подршка на таа одлука и значи не може да преюдицираме да видиме кој какво ќе гласа. Не знаеме. И спада дека вие ако бехте да поддржите
Значи, ако гласахте само воздржано, не против, точката може немаше да помени на съд. Повели Кире? За да благодарам, значи само реплика на колегата Иван и чисто до граѓаните да знаат, значи за толкова 9 милиона е толкова во периодот на таа градежна експанзија што е спомнато. Значи толкова тој период, тогаш е таа градежна експанзија и толкова 9 милиона зедера на евро помогна како граѓаните. Благодарам. Повели Иван? Значи прави некоректно е да се наветнува, мислеги на следници на това какво ќе гласа и што ќе прави. Мислам, това е према вас като председател. Забележка. Рекол какво да гласа следници. Да само рекол да остана, да се работи за гласа плата. Мисля дека има право да програма следи група. Остане да заводил. Мислам, некоректно е. Ние няма да гласа. Тоест, ќе оставим следници на СДСМ да донесат некаква лука. Ако вие можете да донесете лука, да кажете на граѓаните, ние сме грешки. Можете да донесете лука дека тие точки да отпаднат. Може да само съдържа. Може да донесете лука, защото ние на наша щета. Ние ви даваме шанса, вие да кажете на граѓаните на следващото. Не, ние да кажем. Ние ќе покажеме, това ще може да изтега. Да. И може само да ние дори кажахме, че научило дека тие две точки въобще не трябва да се разгледува на днешната седмица. И друга нелогично, защото дека имаме логични мотиви. Теска не беше логичен предлог на колегата Тони за дека трябва да се инвестира в фотоволтаици някакви предприятия. Сега живота дека вече сметките им се качува енормно. Нека да се случи по този контекст. Айде, по-добре. Значи, ако думаме за аналогичност, па и вие не го гласахте дневния ред, па некои точки ги гласате за от прерода. Доста са тия нелогичности. Айде, по-добре. Ние точки, за които сме държили да се изземат, няма да ги гласаме. Точки, за които сме държили да имаме став. И си го кажу, дали сме заедни против, да държим да се против дневно ред. Айде сега, да се върнем малко на темата. Сакам нещо в однос на нелогичност. Айде, то не извини, отправиш от избор, победи, а аз не знам. Значи, иде го споделите одлуката, да помени тук, значи, и аз верувам дека за 3 до 4 месеци или когато да стаи 15 дни, пак нема. Пак нема да биде покриено явата която е со тоа. Поради тоа што цените, значи цените на електрична енергија, сега е задоснена на ниво на држава и задоснена на енергетската криза, прогласена, нели? Тоа е задоснено, ние не сме виновни за таа работа. Значи ние ако имаме сметки за јавно предпријатие 1.430.000, тоа е минимално за всички. Тоа ви гарантира да гасите помпи и да рестрикции на води да правите, пак ќе биде 1.400.000 минимум. Тоа ви го гарантира. 5 сметки ви се 7.150.000 денари. Затоа беше таа иницијатива за спас од тия 7.150.000 минимум што ќе бидат во наредни 5 месеци. 1.116.000 евро, по моја проценка. Во тия 116.000 евра, ние се буниме за 5.000 евра проект, за 300 евра лиценца, за 20.000 евра нешто друго документации, а не мислиме рационално како ние да спасиме за наредните 5 месеци минимум 7.150.000 евра. Само за една вката. Благодаря. Само така. Значи, имаме пред нас предоговорка за даване съгласно за общото за определяне на цените. Значи, мисля този лук. Можем ни един от съветниците да не я гласаме и да не я подръжим. Со това можем да избегнем от отговорността, односно да ги обтовариме граѓаните со по-голема цена. Ама ние сме тука тие, што сме се знали за да донесеме одлуката. А не можем да лицитираме со бројки колкава ќе биде поголема или помаленка, дали трошоците или се, можеме да избегнеме од одговорност, може процедура има втора варијанта преку регулаторната, што не сакам па да лицитирам со бројки, што според излагањето на директорот кажа дека ќе биде многу поголема него моменталната и многу поголема него таа корекција на цената што ја доносиме сега. Значи, треба да се одважиме
и да одлучуваме и да дискутираме по предлог одлуката. Значи не можеме да гледаме изолирано само на тие бројки тука што ни се дадени. Знаеме дека се е комплексно врзано со сите бројки што лицитираваме, со сите поскапувања во сите сфери на животот. Значи како што имаме приход, предпријатието има и расход, и од тоа приход и расход, ако има да продолжи, како што ќе продолжи што вика во негативно салдо, ќе почнеме да страдаме за многу други работи. И мисля дека треба да... Благодарам. Дали некој друг разговор? Дека и седмицата да јавно, јас чувствувам за потреба да се произнесам по однос на ова и нешто го кажа точно дека на заедница на која ја припаѓам една од најзајдените. Това не е ништо ново, тоа го знае цел свет. Тоа го знае цел свет. Меѓутоа, кај нив има и социјалци и луѓе кои што можат да подбират свет. И тоа во моментот не е веќе прашање. Прашањето е дали јас како представник на таа заедница во склоп кој се треба да го поддржам ова барање или не. Без разлика ние што ќе одлучиме, веќе речеме. Регулатор, ако не, ние регулаторно да ќе одлучи тоа, дури ќе биде по-зголемено. Значи, де е во прашање моментално социјална мерка. Водата, сакали да сакали, како резултат на енергетската криза, ќе биде покачена не само на и многу други производи и услуги ќе бидат покачени. И тоа на никој не е пријатно. Јас сум граѓанин, директно таа криза удари по мене како граѓанин, па и по сите нас. За социјалните категории веќе има друго социјално прашање, други социјални мерки кои што можат да ги ублажат тие удари кај нив. Меѓутоа дека треба да биде покачена водата врз основа на таа енергетска криза, факт, тоа е факт. Затоа што ги имаме тие трудности. Ако не, ние ќе биде покачена регулаторната комисија и за не е прашање дали пред заедницата на јавност дека излезе дека јас имам поддржана мерка која што оди по Нинуџе, поди и по мене, оди по сите. Тие кои се најсоцијално загрозени, ние ќе најдеме начин да ги поддржиме на друг начин. Значи, покачувањето, ако не на струјата, ако не на водата, така да не, набор нашите желби ќе се случи. Така да, во однос на таа социјална мерка и како социјална категорија во однос на ромската заедница, не е директно врзано по моја желба или по ваша желба, тоа ќе погоди. И сите сме погодени од таа криза. А ние како граѓани, како представник во моментално совет или дали како граѓански сектор, ќе најдеме начин на дел од тие социјални семејства да им помогнеме. Дали директно, дали индиректно, тоа е веќе друго прашање. Добре, благодариме. Значи, бехме помолени да оставим на масата, значи јас слушањето ќе предложи. И ние бахме да слушаме предложи. Ние предложи, освен дека е нормално да се пречи цената, друг предлог не слушнах искрено. Јас очекував дека ќе кажете предлог да се најде решение во самото комунално предпријатие, не да се измисли ништо ново, да се дојде до некои други приходи, до некои други правења. Например, тоа веќе ми се допаднака во коментар. Веќе се да има разликување на начин, на друг ми се помогне. Тоа веќе е некој дел решение, но се тие ситни решенија треба да ведат во останалиот предлог. Ние во предлог ништо не додадовме, а во останалиот предлог во истиот контекст како што е само моментално, ја треба да се покачи цената и това е. И се тоа да предлог, никој да го плаќа, никој што е не е виновен никој што не е виновен за самиот проблем. Това се. Значи се зборува за зголемување на цената, зголемување на цената. Значи зголемување на цената нема да е драчно зголемување на цената. Ако земеме дека на просечно домаќинство 4 члена троши 10 метри кубни вода, значи сметката за водоснабдување и одведување на урбани отпадни води ќе биде поголема за 110 денари. Другите трошоци се непроменените, дека ние имаме некоја загадена вода за пиење, што мрши тама што истини зборови, значи сакам да биде малкучка нетолерантни, него реално да ги притежувате состојбите. И пак повторувате рачно. Нема рачно третирање на водата, не може рачно да третира водата се е под притисок. Како може рачно да третира водата? Тоа се говори од брана, лошава суровата вода и при утврдување на цената од страната на регулаторот комисија спомнувате за суровата вода. Е земена трошоци за суровата вода. И регулаторот комисија во основа на сите параметри кои ги имаме трошоци ја добила оваа цена. Ја утврдила оваа цена, што сега не ја предлагаме. Значи не може да немаме некој ние опсет за намалување на цените што користиме сурова вода. И таа сурова вода не е третирана со реагенси, со препарати.
Значи тоа е цена која регулаторната комисија е утврдена. Ние на претходниот совет ја донесовме минимална тарифа, гледаме дека не може да се стави во состојбата и тоа ни значи сега мисла алармантно и мора да преземеме нешто за да ги намалиме загубите. Ние имаме секој загуби, барем овие 3-4 месеца во дека регулаторна комисија се произнесе и вие да не бидете оптеретени како совет представјаните дека донесете некој погледна одлуки. Јас како директор овде да бранам некои одлуки, регулаторна комисија ќе се одредени сега, него сега ние овие 4 месеци да може да го спасиме, да го намалиме до долгот што ќе биде продуциран, пошто ќе дојде некој директор ќе рече ми стави долг од 7-8 милиони лева, кој не може да биде вратен и јавното комунално предпријатие ќе биде неликвидно. Тоа не е целта, ние на вас мислам дека немаме. Благодарам. Дали некој го разбира? Или никой не го разбори, затварам расправата. Смятате дека треба да му пустите? Затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласане. Гласам за предлог одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода, за пиење и водоснабдување на јавното комунално предпријатие Милановци Делчево за регулиран период 2022-2024. Кој е за? Против? Воздржани нема. Констатирам дека точката е усвоена со 8 гласа за и 1 против. Точка број 11. Предлог одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на јавното комунално предпријатие Милановци Делчево за регулиран период 2022-2024. Точката е образложена. Јас ќе отворам расправа доколку некој сака да земе збор. Бидејќи никој нема разбор, ја затварам расправата на оваа точка, истата ја ставам на гласање. Гласаме за предлог одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на јавното комунално предпријатие Брегалница Делчево за собирање и одведување за регулиран период 2022-2024. Кој е за? Против? Воздржани нема. Констатирам дека точката е усвоена со 8 гласа за и 1 против. Точка број 12. Предлог решение за избор на член на комисија за јавни дејности. Само секунда. Не мора, сака нека плеат, мора да Точка број 12, 13 и 14 ќе ги образложам јас и ќе ги образложам на еднаш, за да не се подгава. Значи, да различате и вие. Точка број 12, 13 и 14 ќе ги образложиме заедно, тука не губиме време за секоја точка. Работи се за да ги формираме комисиите, во кои член беше поранешната советничка, која сега е оставка, на нејзино место треба да верификуваме мандати, односно да избереме членови на тие комисии и за истите комисии е предложен Тони Стаменов. Значи, точка број 12. Отварам расправа по оваа точка, доколку некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласање. Имаме предлог решение за избор на член на комисија за јавни дејности, предложен од Тони Стаменовски. Кој е за? Против нема, воздржани нема, констатирам дека е усвоена со 14 гласа за. Точка број 13. Предлог решение за избор на член на комисијата за урбанизам, планирање и уредување на просторот и заштита на животна средина и природата. Отварам расправа по оваа точка, доколку некој сака да земе збор. Бидејќи никој не бара збор, ќе затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласање. Гласаме за избор на предлог решение за избор на член на комисијата за урбанизам, планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата. Предложен е Тони Стаменковски. Кој е за? Против? Нема, воздржани нема, констатирам дека точката е усвоена со 14 гласа за и точка број 14 е предлог решение за избор на член на комисијата за прашање на верификацијата, изборите и именувањата. Повторно е предложен Тони Стаменковски. Отварам расправа. Никој не бара збор, бидејќи никој не бара збор, затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласање.
Гласаме за предлог решение за избор на член на комисията за прашање на верификација, избори и именување. Кој е за? Против нема, воздржани нема, констатирам дека е усвоена со 14 гласа за. Тоите посакувам успешна работа во комисијата во кој се. Значи, точка број 15. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства на Жикица Стоилова. До нас, како совет, е поднесено барање од родител на едно мало дете кој има голем здравствен проблем. Барањето е доставено со документи во кои што не известуваат дека имаат големи финансиски трошоци во однос на операции, доставена и фактура во која во еден ден има платено над 3000 евра или 180.000 денари. Мислам дека како совет предлагам на советот да отделиме парични средства како би им помогнале колку толку да може да ги намалат трошоците. До вас предлагам јас како председател, до мене на совет насочено, одлуката да ја донесеме заедно и да им овозможиме да им помогнеме на некој начин, да може да ги ублажиме тие финансиски удари за нив и да им посакаме подобро здравје и да се оправа работа да одиме подобро. Предложено е во комуникација со одделението за финансии, предложени се да се одобрат 10.000 денари. Предлогот го оставам на гласање. Значи, односно отварам расправа по оваа точка. Дали некој бара збор? Повеќе Значи, знаеме ситуацијата која ќе се случува, значи се определено ќе случува. На почетокот, значи детето стварно имаше потреба од операција. Меѓутоа имаше телефонски број отворени за донации. За жал, и покрај донациите кои беа по телефон, не направи операција. Второ, значи, Кирчо Стоилов не само што е должен за станот на сигурни мислети за струја. Мислам за вода. Не навлегуваме, морам да ве прекинам, значи изнесуваме податоци за кои што ние другите немаме, не знаеме дали се това. А кажуваме име и презиме на граѓани што е многу лошо. Многу лошо. Морам да ве прекинам ако одите во таа насока. Не, сакам да ви кажам. Значи, главно да му се опростат некои сметки за социјална станшова на тој начин да му се помогне. Значи, не е... Уред. Јасно ли го која нас посакате да се напишат договор. Барањето до нас е доставено и само да ви кажам нешто. Има доставено фактури, гледаме дека од документацијата дека не може да се лажира дека е направена операција. Значи, има потврди, има документација, има од Санте Плюс хоспитал 3500 евра. 5 дена е бил примен во болница. Значи, не можеме да кажеме дека не е завршена операција. Факт е дека... Да видиме што фактично се завршува. Значи, он е сигурен, Јас подобар начин на... Дали си сакате да се да сватиш, што ќе кажеш? Да платиме фактура, да обложи, значи нешто платиме, да изпишеме. Хвала, председател, значи реплика на колегата Тони. Ние имаме предлог колку за задоволение на частна помощ. Значи не треба да се достави пари, што треба и какво треба. Не може ние да не одлучуваме на човек да плазим нити колку белешки за вода, колку белешки за струја, колку за стана. Значи ние ако имате конкретен предлог, тој ќе го ставиме на гласање. Ако сакате да продолжите нешто. Јас сметам дека лично сметам дека кога некој ќе докаже со документи дека стварно извршена интервенција, дека е платено, дека се не остава сомнешка и не е дека ќе се случи злоупотреба на тие пари. Не таа висина тие средства што ние сега во однос на тоа што е платено само за тие 5 дена престојна. Мисля дека да е во можност општината треба и многу повеќе. Меѓутоа имаме многу случаи во кои знаеме финансиската состојба на општината, не може да се одделат колку средства. Предлагам да одделиме 10.000 денари кои ќе може да му ги исплати општината и да покрие некој трошок колку што ќе може. Ако некој друг бара збор, повелете.
Бидејќи никој друг не ба разбор, ја затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на предлог одлука за одобрување на финансиски средства на Жикица Стоилова. Кој е за? Против? Нема, воздржан нема, констатирам дека точката е усвоена. Точка број 17, односно 16 е предлог одлука за финансиски средства на Викторија Десподова од Делчев. До нас како совет е доставено барање за финансиска помош за малолетно дете без родител, кој што за жал, неговиот родител почина скоро, другиот родител не е во градот и одбива да се грижи за него со изјава. Имаме решение дека малолетната од Делчево нема да најде да мине на улица Пере Тошев, родена во 2012 година, се става под старателство како дете без родителска грижа. Таа е малолетна и за неја се назначува старател по службена дојка. За старател има избор направено, се известува управата за водење на матични книги, дека лицето е ставено под старателство. Знаеме дека оваа состојба за детето е доста стресна. Губи родител, единиот родител кој што се подпирава. Му предлагам на Советот по доставеното барање од нейна страна да помогнеме финансиски во висина од 30.000. Сметам дека ќе се најдат во тој период и дека ќе ни биде благодатно. Доколку некој бара збор, бидејќи никој не бара збор, ја затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласање. Гласаме за предлог одлука за финансиски средства на Викторија од Делчев. Кој е за? Против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека точката е усвоена. 17 точка е предлог одлука за кофинансирање и давање согласност и овластување на градоначалникот на општина Делчево за измирување, односно пренасочување на средства од буџетската сметка по проектот водосмртување и одредување на отпадни води, согласно договорот за заем од Европската инвестициона банка. Повикувам образлагачот Тони Мангеловски да ни образложи точка. Почитувам председател, почитувани советници, предлог одлуката се однесува за кофинансирање и давање на согласност на градоначалникот за измирување, односно пренасочување на средства од буџетската сметка за проектот реконструкција на водоводна мрежа за зона Ново Делчево, зона Милково Градо и зона Потисен Цевковод. Тоа е до искористување на средствата од ТИБ, Европска инвестициона банка, и нашето кофинансирање ќе изнесе до 3.592.000 со ДДВ и во случај до 20% од непредвидените работи од вкупната вредност на тендерот, кој изнесува 18.840.000 дена со ДДВ. Благодариме на образовачот. Дали некој бара збор? Олега? По причина што материјалите за експозицијата таа точка ни беа доставени малку по-позно на мејл и немаше материјали, значи јас одејќи се по само предлог одлуката, еден дел од предлог одлуката ми напреди кај печаток, вика договор, вика се бараат средства од совкупна вредност од над 3 милиона динара и вика по договорот е во случај да се јават дополнителни и предвидени работи. По таа причина јас, како советник, обаравме до одредените заемни бабки да ми дадат информација зашто точно станува збор и покрај тоа што ја веќе направена тендерска поставка да се барат дополнителни средства за реализација на овој проект. Значи, од таму ми веќе одговорено дека самиот проект е во надлежност на Министерството за транспорт и врски да барам информација од самото Министерство. Значи, треба да надаса дека тоа беше вчера и јас од вчера до денес, беше многу кратко време да заповарам конкретна информација зашто точно станува збор и од таа причина јас по таа точка ќе гласам воздржан. За мене дали некој друг бара. Јас имам една нелогичност, односно не мога да откријам од која сметка на која сатони може да има си до упатен, до това може да се финансија по да се разговара, знам дека ти доодиш од дека пренасочуваме кон дека, значи даваме му согласност и овластување на градоначалникот на општина Делчево. Од нашата сметка да ја пренасочи пари по 3.592.000 денари со ДДВ
до тендерската поставка, до договорот, а другите пари се 15 милиона од ЕИБ, од Министерство за транспорт и врски, кофинансирање заем си е на владата, а тие 20% се однесува како во секој проект ќе има непредвидени работи, во случај да се јави. Што се надаме ние дека ако не се јават, да останат неискористени. Само што рекла. Со мене лично интересира кој прави преценка дека за изградување на овој проект ќе бидат потребни уште дополнителни 20% на вредност на договор или првично околу 50.000 евра. Мајте не 50.000 евра пари. Во секој проект треба да имаме законски 20% е дозволено да има непредвидени работи во случај да се јави. Над 20% подлежи на нова тендерска поставка. А инаку во секој проект Во случај да не се јават, тие пари нема да бидат пренасочени, ќе бидат тука. Веројатно при изградба не се дава задна рата да се дава. Ако не се последната рата да се измаќа. Беше за мен, не знаех од дека на дека ги пренасочуваме, ама во ред. Што ми објасни. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој друг нема разбор, ја затварам расправата по оваа точка, истата јас ставам на гласање. Гласаме за Предлог одлука за кофинансирање и давање согласност и овластување на градоначалникот на општина Делчево за измирување, односно пренасочување на средства од буџетската сметка по проектот водоснабдување и одведување на отпадни води согласно договорот за заем од Европската инвестицијска банка. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Констатирам дека точката е усвоена со 8 гласа за и 6 воздржани. Точка број 18. Прашања и предлоги на членови на Совет. Отварам расправа за оваа точка. Гледате кој бара збор, еден по еден сите, само да може понека за да ги испишеме сите прашања. Може, Стефана, може. До одделението за урбанизм. Од кога е поставен нов асфалт на улица Овце Николов, а претходно на истата е поставена нова водоводна линија на раскрсницата на улица Овце Николов и улица 19 октомври, настанува дефект на водоводната линија. Со санација на дефектот од страна на вработните во јавното предпријатие Гледалница, исечен е асфалт на самата раскрсница. По околу месец од санацијата на дефектот на истото место повторно доаѓа до дефект и повторно се санира дефектот. Са на мене прашањето ми е кога и на кој начин ќе се санира исечениот дел од улицата за да не настане поголемо стушење за автомобили. Да го запишеме и ќе покажеме. Дали некој друг бар збор по или секви, само полека, за да можеме да запишеме секви точно. Прашање кое што треба да го по барање на граѓани. Во однос на јавното предпријатие Гледалница, кој што ги наплаќа одредени услуги, значи ние преска рековме дека да подржуваме одредени барања кои што се по нас. Меѓутоа, има жалба од повеќе граѓани каде што во ситуација да има смртен случај и пред да издржат таа погребна церемонија, ако може така да наречем, и се постапува неетички, односно се тражи долг од 2004 година, прво да биде изплатен, па за да бидат извршени сите тие потребни работи за да се погреба лицето. Сега, од 2004 година до 2022 година и 2021 е подолг временски период и согласно Законот за облигации, знае се дека 12 месеци, доколку една сметка не е обтужена, истото застанува. Меѓутоа, јавното предпријатие користи таквија непријатни ситуации да долгови од 2004 година ги наплатува принудно, незаконски и неосновано, без разлика дали тие граѓани се били во тој период должни или не. Значи, тие во изминатиот период се имали можности, имали се механизми, имали се можност преку судска постапка, преку извршители да си го наплатат долгот, а не да чекаат 20 години или 18 години, кога ќе почине лицето кој што е должен и на истиот да му се наплатат тие долгови после 18 години како застарен долг и да бидат условени или ги условуват да подпишуваат договори и со подпишениот договор веќе застареноста прекинува и ги обврзуваат граѓаните да тие долгови понатаму бидат исплатени со камата или не знам по кој изnos.
Сметам дека едно таква нелогичко и неетичко постапување на јавното предпријатие треба да престане и имаат механизми за ненаплатен долг преку суд преку извршител во рок од 12 месеци да го обтужат семејството и да си го наплатат долгот, а не после 10 години, кога имаме таква непријатна ситуација, долгот да биде исплатен. Тоа не е наш нападин, тоа случува многу пати. Второ барање, односно прашање од граѓани во однос на собирањето на сметок во Ново Делчево. Наместо 4 пати собира се еднаш, а сметката се наплаќа како да е собирана 4 пати. Кога ќе се постави прашањето дали сега треба да се наплати 1/4 од купниот долг, службеникот вика ја не само одговорен за тоа прашање. Штета што не е директор сега тука, преска го браниме, сега може да го мене ако представника, јас сум должен да го пренеса прашањето што ми е пренесено. Тие две прашања. Дали ги формулира на кого? Не разбрах, викате собира се на место 4 пати еднаш месечно или? Во месецот, да. Во месецот, да. Во месецот, да. Еднаш месечно значи? Да. Место секоја недела? Да, место секоја недела, да. Пожалат се таа недела го собера, после тоа па не иде. Са, коли знаат причините, не ги. И може уште едно прашање, не знам дали колегата Соли до него беше одзорен. Доставим дом, тога просто не го. Ајде. Дали некој друг разбор? На 9.9.2022 под советничко прашање писмено пограф од градоначалникот Горан Трајковски, меѓутоа до ден денес нема никаков одговор. Па сакам овде, сега на седмицата, јавно да го кажем тоа советничко прашање. Врз основа на член 43, став 2 од Законот за локална самоуправа, Службен вестник на Република Македонија број 0502 и член 18 од деловника на Советната општината поставам советничко прашање. По реакциите на жителите на општина Делчево кон ископите направени во централното градско подрачје и надвор од него на соодветната фирма изведувач, поставување на електричен кабел и се уште несанираните градски работи со кои се доведуваат во опасност учениците кои учат во блиските училиште и граѓаните, барајме одговор од градоначалникот. Дали фирмата која ги врши градежните работи доставила рок за завршување и санација на градежните работи? Во одобрението за градба, ако постои, дали е издадено од соодветен сектор на општината, дали се наведени рокови и дали истите се испочитувани? И ако не се испочитувани, зошто надлежните инспекции служби во општината не реагирале со соодветни пријави за прекршување на наведените рокови? Ако има пропуст на инспекцијските служби, дали ќе има соодветни санкции и казни за неодговорно работење? Да. И казни за неодговорно работење. Да. Не, после тоа предложиш. Прво прашање на последното да после. Да. Прашање за началник, дошли го началник Горан Трајковски, освен што не е говор на седнички прашања и не присуствува на седница на Совет. Второ прашање е во однос на кој начин ќе бидат регулирани сметките за јавно осветлување, од проста причина што во моментот имаме ние рестрикција на струја за јавно осветлување, или поточно 2 пати по 2 часа е скратено осветлувањето во општина Делчево. Дали тоа значи дека и самите сметки за јавно осветлување ќе бидат процентуално намалени? Кога смета општина Делчево да поднесе барање до општина Берово за копирање или публикување на цела документација што е за оригинална за возлачко благостание? Според мене сметам дека този документ е од исклучителна важност за историјата на Делчево. Мислам дека треба нивото место да биде во музеот на општина Делчево. Ако не оригинали, барем копии за да се знае дека возлачкото восстание е припаѓа на општина Делчево. Дали е друг разбор? Само една молба. Ако можеме некој појдне да занесеме тука прашањето, пошто
реално 2 месеца за следващото прашање е многу време. Реално имаме ние проблеми што се итни проблеми, ако можеме нели на наредни седмици да ги тураме следващи прашања и предлози на секоја седмица на Совет. Јас сум согласен да имаме на секоја седмица прашања и предлози големите и мислам дека треба. На прашање дали е дозволено од граѓани, од име на граѓани, пошто секој може да присуствува на седница, да се кажат две прашања кои ги они поставува до нас. Они ги постават преку или писмено до нас, или преку Совет. Добро. Добро, дали некој друг разбор? Ево јас имам разбор. Најтешките прашања и најнепопуларни лично секој пат се нагледре. Мораме прашања, сум председател на Совет и организирам работа на Советот. Повеќе од советниците во изминатиот период имам забелешки кои што се на место. И забелешките се издржани. Јас сум многу толерантен човек. Меѓутоа, имаме 9 месеци во кои Советот активно работи оваа година. Советниците учествуваа на комисии, ставуваа средби со граѓани. Учествуваа во работа на Советот. А за истата работа не добиваат финансиски паушали, иако им следуваат. Значи, со оглед на фактот дека уште на конститутивната седница, јавно кажам дека јас се откажувам од финансиските паушали. Сакам да упатам едно прашање до градоначалникот. Зошто до сега не се исплатени финансиски паушали за работата на Советот и на Советот? Дека е кратко имаме второ прашање. Исто така е насочено до началникот на Делчев. Во претходното излагање на првата точка на раководителот на секторот за финансии, видовме дека во делот на невладени издруженија и спортски клубови се веќе исплатени 100.000 денари. Би сакал да прашам на кои клубови спортски издруженија се исплатени, по кој основ, имајќи го предвид фактот дека Советот донесува одлуки, предлог одлуки за финансиска помош на клубови, чија што помош се уште ја чека. Во однос на прашањата е толку. Ќе продолжиме со предлозите од советниците. Ако има некој предлог, слободно да каже. Ако нема, јас ќе кажа да проблем со кој се соочуваме. Тони Појни. Значи, проблеми имаме дефинитивни советниците и обичните граѓани. Значи, кога се обраќаме до надлежните органи во општината, значи не знам дали сите раководители на органите ги имаат ископирано статут на општината и деловникот за работа. Прво ќе кажам за наш сограѓанин кој има барање за ставање на точка на дневен ред на прва наредна седница на Советот општината, меѓутоа никој не е ставен на точката на дневен ред, ниту пак има некаков одговор од релевантни органи по кој се основува барање. Тоа секој го имате вие, мислам и Кири и Иван, да го разгледаме и тоа посебно, значи, на наредна седница. Имаме одговор на конкретно за да. Точка имаме одговор, нема потреба, мислам да се насочува на него. Мислам, тоа е со, например, човек ми каже дека 29 дена чека за информација. Изјавењето на секој граѓанин не го прифаќајте одма како Не, сакам, не, тоа е во ред, меѓутоа, ако обичен граѓанин дојде во општина Делчево да побара некои документи или информација да добие, како би било на советниците кога јас себе, например, поштен, сега не знам, јас ќе цитирам членовите и ставовите, значи на 29 до сектор за урбанизам имам поднесено барање како советник, значи 2 пати неуспешно беше, лично го одев да барам и документи за искупите во Централното градско подрачје. Немам одговор за тоа. Исто така, за што го спомнав и преска деталниот урбанистички план,
заверката на Кожара град таму што е блок 2,1 и затоа немам ништо добиено како советник. А сакам да предложам значи на сите раководители на во општината, на сите органи кои го сочинуваат општината, да се скопира значи деловник, статут на општината и да им се пренесе дека по член 26 од деловникот за работа на општина Делчево за обезбедување на услови за вршење на функцијата член на совет, општинската администрација и органите на управување на јавните служби, установи и предпријатија, основни општините на членовите на советот, им окажуваат стручна помош во изработувањето на предлозите што тие му ги поднесуваат на советот, односно комисиите, во постојањето на советнички прашања и во вршење на други работи што ги доверат советот, односно работното тело. Им обезбедуваат дополнителна документација која им е потребна за нивната работа. Им даваат стручни објасненија и појаснувања за проблемите на кои тие работат. Се грижат за обезбедување на технички услови за нивната работа и член 27. Членовите на советот имаат право да ги користат просториите, библиотеката и документацијата на општината за извршување на нивните права и должности. Честни исклучоци, значи два пати барав информации ги добив, значи писмено, по деловникот и не треба писмено. Сега, дали знаат, дали не знаат ръководителите, ќе дознаат, значи јас, ако сакам да речам комплекс и да правам едноумие, ќе седнам тука, како во член 27, ќе се јавам на Марија во финанси во ИПМД, донеси на фактурата таа и таа. Не е тоа работа. Они ги дадат документите, писано колку побаро. И значи ние советниците треба да се знаеме нашата работа што е. Кои се наши должности и права. Ние треба да работиме во интерес на граѓаните. И треба да ги браниме нивните ставови. Не можеме ние, тој проблем не е од сега. Тоа од 2000 години. Едноставно нас не третираат како советници. Ние сме некој орган што едноставно гласачко тело. Ако продолжат така, дај да се самоукинеме и да не постоеме. Да нема избори за советници, само градоначалник од општинска администрација нека терат работа. Значи или ги почитуваат законите и правилата. Да, значи ние сме највисок орган, така дека. Ние треба да се ориентуваме да даваме предлози, да работиме во интерес на граѓаните, без разлика од која партија доаѓаме. Ама да те кочат за работа е недопустимо. Затоа барам од вас, како председател на советот, на сите ръководители на општинската администрација, значи без разлика кои да бидат, да им се скопираат статутот, да им се скопираат деловникот за работа на советот, да ги имаат, да ги знаат кога советник иде кај нив, без разлика дали сум јас, дали сте вие сите, дека треба да им се заврши работа. Благодарам. Односно право на излагањето за граѓани кои што имаше прес. Објавено дека точката не е ставена на дневен ред. Прво, советот не е театар, за да се занимава со комшиски несогласувања или некакви жалби на некој служеник. Конкретно граѓанинот многу добро знае кој е надлежен за суштината на проблемот и он си има обратен до надлежните органи. А си има обратено и до советот, сакајќи да се фати како за сламка, за спас. Дали реагираат другите институции? Или не, ние немаме ни надлежност да знаеме дали полициската станица реагирала или не реагирала. Има допис до Државниот инспекторат за труд, до Државниот пазарен инспекторат. Ние немаме никаква надлежност за наивната и не знаеме дали му говориме како. Има допис до градоначалникот на општината и до советот. Сите наведени институции и органи согласно повеќе закони имаат надлежност во решавање на проблемот, кој е наведен во самото барање. Од приложените документи доставени во прилог на барањето се гледа дека тие постапувале. Дали постапувале навремено или не, дали постапувале согласно нивните законски надлежности или не, тоа не е прашање кое е во надлежност на советот. Зашто советот ќе разговараше ако ставиме точката на дневен ред? По желба на некој граѓанин. Под број 2. Советот на општината, согласно закон, член 36 од Законот за локална самоуправа, има строго определени надлежности и не е надлежен да ја преиспитува работата на инспекторските органи. Што се однесува на исказот на пресконференцијата дека градоначалникот и советот се надлежни за давање на дозволи или лиценци за вршење на дејност, сакам да истакнам дека согласно уредбата за изменување на
уредба за дејности и активности за кои задолжително се изработува елаборат, а за чие одобрување е надлежен градоначалникот, истакнуваме дека тоа е исклучиво во надлежност на градоначалникот, а не и на Советот. Во барањето, барателот бара од Советот титно да отстрани во објект на слушаат. Да отстрани Советот, да отстрани, не е надлежен да отстранува. Согласно закон за градење за отстранување на објекти е надлежен истиот орган што е надлежен и за издавање на одобрение. Одделението за урбанизам и градоначалникот на општина Начо, а не Советот. Ние не издаваме одобрение за град, за да даваме решение за рушење. Значи, неточни факти се изнесени дека не е постапувано. Јас во лична комуникација со секретарот со градоначалникот увидов дека е постапувано од 20 инспектори кои се вработени во општина Начо. И од градежните инспектори, од инспекторот за животна средина не има официјални што утврдил фактичка состојба, ние во таа работа нивна не смееме да се мешаме. Има доставено. Значи, и градежен инспектор, и инспектор за животна средина. Што повеќе со това? Да се меша во работата на од не е пожелба на граѓаните. Само секунда да довршам. Понатаму, согласно членот 11 од Законот за инспекцијски надзор, начело на самостојност, инспекторот во рамките на своите овластувања и надлежности утврдени со овој или друг закон е самостоен и независен во вршењето на инспекцијскиот надзор и во преземањето на инспекцијски мерки утврдени со закон. Инспекцијскиот надзор е надзор на примената на закони и други прописи и општи акти во работењето на субјектите. За надзор. Субјект за инспекцијски надзор е правно и физичко лице утврдено со законите во кои е предвидено вршење на инспекцијски надзор. Инспектор е службено лице со овластувања, одговорности, право и обврски утврдени со закон кој врши инспекцијски надзор. Значи ние апсолутно немаме законска можност како Совет да се мешаме во работата на самите инспектори. Биле на терен, констатирале што констатирале, натаму го упатуваме граѓаните да ги брани своите права кон други институции. Ние како Совет сме ненадлежни. Поставиме ние точка на дневен ред по желба на граѓаните да го прекршиме деловник и да пречекориме нашата надлежност, ние ќе направиме пресуда. Во однос на првиот дел, одговор, пошто е спомнано, морам да дам одговор. Во однос на вториот дел, во твојата излагање, јас се согласувам дека и јас сум еден од советниците кои уште при назначувањето за председател на Совет имав допис конкретно до одделението за урбанизам, за кој ден денеска чекам одговор. Реагирано и преку председател на комисијата за урбанизам. Едноставно не добивам одговор. Факт е дека општинската администрација не му помага во работата на Советот во добра мера. Оставено на еден човек да се грижи за се од општината и товарот да падне на нејзини плеќи. Значи, благодарни сме Снежка за твојата подршка, благодарни сме стварно, меѓутоа не може еден човек да му се стави сцена на работа. Ние мораме да имаме подршка од општинската администрација. Зошто? Затоа што ние не сме стручни во вршењето на они мора да толкуваат за нас, и законите да ги толкуваат, и предлог одлуките да ги спремат, и се што ќе побара еден советник. Вклучително и барањата за информација. Да се повикам на членот 9, членот 17, членот 18, 19, а особено на членот 20, во кој што е наведен рок за одлук до советници. Ќе пуштиме како Совет, односно јас како председател на Совет, допис до сите раководни лица во општинската администрација, вклучително до градоначалникот, секретарот, раководителите на сектори, раководителите на одделението и секој еден административен службеник, допис во кој што ќе се укаже на обврските од наведените членови, дека се должни да учествуваат во работата и да помагаат во работата на Советот. Мислам дека ќе ги надминеме согласувањата, односно ќе разбудиме општинската администрација во однос на подршката на работата на Совет. Не значи дека Совет никој има право да влезе во работен ден и одма дајте ми таа информација и одма сите да прекинат со работа и да му ја достават. Ама во разумен рок да му ја достават содржината и прашањата кои што ги поставува, да му бидат одговорени, се со цел подобра работа на Советот. Советот советникот мора да биде спремен. Ние сме сите од различни области. Некој е правник, некој е доктор, некој е инженер, сите сме од различна област. Не можеме сите да бидеме упатени во затоа општинската администрација тука да ни помогне. Со тој допис, сметам дека
ќе стане јасно дека Советот бара поддршка од општинската администрација за подобра работа. Ќе видиме како ќе се однесува општинската администрација на таа. И заклучно, односно, зависно нивниот однос, ние ќе заземаме ставови и ќе пишеме дописи. Това е во моја надлежност, затоа ви го кажувам. А сега, повелете некој друг ако има предлог. Значи не, прв пат да дискутираме околу ажурноста на инспекторите, тоа скоро на секоја седница на Советот се разговара и не знам, јас размислувам дори дали некош ќе имаме потреба да седнеме со нив во рамки на Совет како седница или да најдеме начин како да поразговараме со тие свет, да почнат да си ја работат работата за која што са платени. Не е прв пат некој да се пожали од нивно постапување, меѓутоа мојата дискусија моментално е насочена кон обврските на Советот во однос на Законот за инспекцијски надзор. Точно дека ние не можеме да навлеземе во ингеренциите на тие институции, меѓутоа, според член 71 од Законот за инспекцијски надзор, вореден инспекцијски надзор може да се врши по службена должност или врз основа на иницијатива поднесена од физички или правни лица, органи на државата или локалната власт, како и по налог на Советот или писмена наредба на министерот, директорот и така натаму и така натаму. Значи, Советот има законска должност на верност да поднесе. Советот за инспекцијски надзор. Советот читаш законот, советници, имам се за инспекцијски надзор. Законот за инспекцијски надзор. Не е Значи, локалната власт. Локалната власт. Да, вие го потенцирате Советот. Това се однесува на Советот за инспекцијски надзор. Советот, директорот, локалната власт, органи. Значи, ние не можеме да се не се дистанцираме. Ама сакам да кажа дека проблемите на граѓаните не са надвор од нашите ингеренции се разгледат. И ние можеме да ги разгледаме. Дали са во ред или не се во ред, треба да бидат разгледани. Че прво ги разгледуваме, може да поднесе. Например, лице, граѓанин не знае кој е одговорен за неговиот проблем. Ние имаме должност да го разгледаме проблемот и да го дистрибуираме, да го насочиме до соодветна институција. И рекол, не е прв пат инспектор да не постапува, не сакам да бранам индивидуално, се и се. Меѓутоа како совет да смееме по секоја цена да се оградуваме од се и сешто. Мораме да ги потурнеме малку инспекторите да почнат да работат. И нека установат, нека констатират. Дали е прекршен закон или не е прекршен, ние не знаеме. Тоа они ќе го утврдат. Ама треба да постапат. Сакам да одговорам ако завршите советниче, дека во овој случај немаме ни можност, затоа што инспекцијските надзори се ошли и са постапили. Кој ќе им кажеме? Тога е веќе мешање во работата. Ние треба да им кажеме дека по видување на граѓанинот не са постапили соодветно или не са констатирали фактичката состојба. Оти ние имаме дописи, односно ја ги прибавиха и во самиот допис ги има, дека е приложени се како доказ дека има инспектор, да, градежни инспекторка има допис и заштита на животна средина. Толку не има и пазари. Загадување има санкционери. Над дозволените децибали имаш звук, немаш постапка. Еве, ако сакате да ги одговорам, да ги прочитам записниците. Одговорите односно. Одговор на барање. Во општина Делчево имате поднесено барање со број 14/766/1 од 26.4. Ви известувам дека градежниот инспектор излезе на лице место. Кај лицето наведено, со место на живење таму и таму, и за истиот приведет се констатира дека има добиено одобрение за градба. УП-12, значи дека не е во градба. Има одобрение за градба. Со УП број 12/387 од 16.12.2020 година. Објект за индивидуално домување 5+1 со намена А1 на КП бројка таа и таа КО Делчево истето е согласно закон за градење во уредна состојба. За понатамошно ваше барање овластен инспектор нема надležност. Инспекторот за градежни работи ушел и констатирал дека има објект кој што има одобрение за градба. Што да констатира? Семејна. Констатира дека има семејна куќа, односно го гледа од аспект на градежништво. Додека одговор на инспекторот за животна средина. Од ваша страна до градоначалникот на општина Делчево имате поднесено барање што се однесува до надлежното, значи на 26.4.
И што се однесува до надлежностите на општинскиот инспектор за животна средина, излезено е на лице место и констатирано дека вашиот сосед во моментот не врши никаква дејност, при што нема загадување на животната средина. На лицата тој и тој им е наложено доколку започнат со вршење дејност, оџакот да го изведат над покривот на куќата и да не користат недозволиви средства за горење. Со почит. Одговор на инспектор. Немаме надлежност да се мешаме сега во него. Ако сакате да му кажеме не е постапил инспекторот добро, значи тоа е веќе надвор од нашата надлежност. За мене е битно дека има одговор, дека институциите се одговорили него. Ако смета дека граѓанинот, дека не е фактичката состојба точно, дека има и тие надзори подлежат на некаков надзор. Само не сме ние, тие кои треба да вршиме надзор во нивната работа. Да. Не снимај само со светни. Ваше го викате вие. 70 и кој беше? Еден. Да. Това е строго кажано, зашто да се бара вонеден инспекторски надзор. Да. Од кој? Од органите кои се наведени тука во член 71. Епа, ако Советот се гледа препороден на това само може да го направи. Да се бара вонеден инспекција надзор. вонеден Не, инспекторски надзор. мојот збор беше дека Советот не може да се оградува по секоја цена. Има понекој што како да постапи. Еве една од постапи. Во рок од 10 дена треба органот да постапи. Одма став 2. Добре. Да не навлегуваме во овој детај. Значи, 70 ден ни дава ингеренција. Ама тоа има дете беше други, не? За помоно на Ливи беше исто и дури не можевме ни предлог одлука да донесеме. Измислувавме дека можеме препорака за да им препорачаме да постапат. Оти се независни во работата и се. А сега од друга страна тражиме да им навлезнеме и во работата и во записници. Ако некој инспектор е сгрешил, односно не е праведно, не е констатирал фактичката состојба, он ќе се сноси одговорност. И над него има некој што ќе врши контрола на неговата. Ама во моментот това не е со. За мене е битно дека по барањето на граѓанино инспекцијскиот надзор излезнал и извршил, констатирал ја фактичката состојба. Толку. А да ставиме точката на дневен ред, како точка на дневен ред, ние мораме да направиме некој правен акт на крајот за неја. Ние да ја претресеме, еве сега веќе ја претресуваме точката, разговараме за неја. Факт е дека е на дневен ред, станала е веќе. И повеќе сме ја испредубили сме, ама немаме правен акт. Не можеме ние да задолжиме некој сега со одлука што не е под наша надлежност. Кога е под наша надлежност, да. Доколку некој друг има нешто да каже, слободно да каже. Не.